Добре дојавте во Актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Тензично на Балканот после ноќешниот инцидент на стадионот во Белград. Во Битола се одбележа меѓународниот ден на белиот стап. Обновливи извори на рециклиран материјал. 12 регистрирани случаи во Битола со трговија на луѓе. Оценето како вистинска провокација потегот на малобројните навивачи на фудбалската репрезентација на Албанија кои следе Белград над стадионот на Партизан, каде што се одржуваше надпреварот, со беспилотно летало развија знаме на голема Албанија. Од беспилотното летало, кое со далечински управувач беше управувано од братот на албанскиот премиер, беше пуштено знамето на голема Албанија заедно со цело Косово, со делови од Србија, Црнагора, Грција и од Македонија. На знамето се и ликовите на Иса Болетини и Исмаил Джемаили, херои на албанската историја, кои први го кренале албанското знаме во 1912 година. Орфи Рама, братот на албанскиот премиер Еди Рама, бе уапсен во ВИП ложата на стадионот на Партизан, под основано сомнение дека го организирал и раководел со инцидентот со албанското знаме, по кој беше прекинат фудбалскиот надпревар меѓу репрезентациите на Србија и Албанија. Кај Рама бил најден и далечинскиот управувач со кој лично го управувал беспилотното летало што го носело знамето на голема Албанија. Како што дознава белградски блиц, Рама поседувал и американски пасош, а потоа бил ослободен. Српските медиуми објавуваа дека во текот на ноќта српската полиција во центарот на Белград нашла уште 3 вакви летала кои наместо знаме можеле на стадионот да донесат и експлозивна направа. Ако некој во Тирана вееше знаме на голема Србија, веќе ќе заседаваше Советот за безбедност, намерна и однапред планирана политичка провокација. Вака, српскиот министар за надворешни работи Ивица Дачич го оцени неуспехот на фудбалскиот надпревар во Србија, Албанија во Белград. Србија не носи никаква одговорност за прекинувањето на надпреварот, такво нешто не се случило на ниту едно фудбалско надпреварување. За мене главното прашање е како ќе реагира Европската унија и УЕФА ако некој од Србија мафташе со знаме на голема Србија во Тирана или Приштина. Ако тоа се случеше, тоа веќе ќе беше на дневен ред на Советот за безбедност на Обединетите нации, рече Дачич. Дел од аналитичарите оценуваат дека ова е смислен потек со намера да се спречи доаѓањето на рускиот претседател Владимир Путин утре во Белград. Настаните во Белград имаа своја рефлексија и на Косово и во Албанија. Срби и албанци се судрија во Виена, а синоќа тензично беше и во Македонија, односно во Тетово и Струга. По Белград врие во Тетово и во Струга. Плоштадите во Тетово и Струга се наполнија со навивачи кои извикуваа пароли во знак на поддршка на албанската фудбалска репрезентација по вчерашниот инцидент во Белград на надпреварот со Србија. Албански знамиња, пукотници од различни видови оружја или петарди, возила обележани во боите на Албанија и интензивна употреба на автомобилските свирки имаше и низ дел од скопските улици. 3 автобуси, од кои 2 двокатни и една автобуска постојка спроти основното училиште Тефујус е епилогот на синоќешните нереди во Скопје по прекинот на фудбалскиот надпревар помеѓу репрезентациите на Србија и Албанија на стадионот ЈНА во Белград. И во Косовска Митровица синоќа имаше демонстрации по прекинот на фудбалскиот надпревар меѓу Србија и Албанија во Белград. Поголема група албанци синоќа по 23 часот се обидувале да го преминат мостот на реката Ибар. Овај мост во Косовска Митровица го дели овај град од северот на Косово на српски и на албански дел. Артан Груби, пратеник и шеф на кабинетот на лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој бил на синоќешниот надпревар меѓу Србија и Албанија, вели дека српските власти ја сносат целата одговорност за се што се случи на стадионот во Белград. Самата атмосфера беше многу тензична, неспоредлива дури ни со надпреварот Србија и Хрватска, според она што ми го изјавија некои од српските навивачи. Знамињата не сеат омраза, туку луѓето. За албанците знамето е свето, затоа што не е државно, туку национално знаме. Јас сум шокирана од неописивата омраза што ја видов на стадионот Партизан во Белград, изјави Груби. Беспилотниот авион неколку минути кружеше над играчите се додека не го фати репрезентативецот на Србија Стефан Митровиќ.
По овој потек му придоа неколку играчи во Албанија кои започнаа конфликт и да се туркаат на теренот. Некои фанови истрчаа на теренот и ги нападнаа албанците, додека бегаат кон тунелот. Српскиот тим се обидувал да ги заштити албанските фудбалери и да престанат немирите. По половина час пауза надпреварот требаше да продолжи, но албанците одлучија да останат во сооблекувалната. Во меѓувреме имаше тепачка меѓу српските навивачи и полицијата. Немирите се смирени со помош на солзавет, а дел од трибините беа испразнети. Толку за последните случувања на Балканот. Светот и Македонија одбележува важен ден. Малите фирми и јавните набавки. И за други теми покусата пауза. Останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за ова недела гласи: како го оценувате предлог законот за безбедност на сообраќајот на патиштата? Многу добар, ригорозен, непотребен. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Слепите лица не се маргинализирана категорија. Ние сме еднакви со сите, не сме посебна категорија, велат од Сдруженијето на слепи лица од Битола. Одбележувањето на светскиот ден на белиот стап го започна уште синоќа со трибина. Маја Богоевска. Вчера започнаа активностите на Сдруженијето на слепи лица за одбележување на денот на белиот стап. На вчерашната трибина говореа за слепилото, како настанува, како и за замавот кој го зема дијабетот во земјава, а токму неконтролираниот дијабет може да доведе до слепило. Но што доколку настане слепило, како да се продолжи? Како после тоа, од кога ќе се ослепи човек, да знај, да се владаи, да се бори со сето тоа, бидејќи ние не можеме да речеме дека сме маргинализирана група, бидејќи ние сме еднакви и како видните луѓе. И ние можеме и да кастиме, и да се напиеме, и се да направиме, и да сработиме нешто. Значи сме еднакви, не сме ние страно тело во нашата држава. И не треба другите луѓе нас да не гледаат како посебна категорија, него вистина треба да не прифатат како еднакви меѓу нив. Костадиновски вели дека во Битола има добар одзив за помош на Сдруженијето. Се потрудија нашите сограѓани, помагаат колку што можат, али сепак треба државата да стави малце поголем акцент на слепите луѓе, кај што оние средства кои ги донира државата треба да стигнуваат навреме према Сдруженијето, пред се матичното во Скопје, потоа према сите здруженија во нашата држава, бидејќи од тие средства се борат, се бориме и активностите кои треба да ги направиме, бидејќи треба да знаеме слепите луѓе, како и видните луѓе, тие спортуваат, се игра глобал, шах, домино, кај што има државни првенства, има европски првенства, има олимпијади. Тој потенцира дека ова здружение е едно од најстарите во Македонија и е формирано во 1947 година. Првата паралелка за слепи луѓе била во Битола. Доста луѓе тоа не го знаат, али ние сега кои сме помлади од претходните кои биле пред нас, се трудиме ова здружение да го донесеме да биде едно од најактивните во нашата држава. И кој некој ги прати нашите збиднувања, бидејќи техниката оди напред. Имаме наша страница на интернет, кај што може секој да не посети, да отвори и да ги види оние што гледа, да ги види збиднувањата кои ги работиме и кои ги правиме. Светскиот ден на белиот стап насекаде во светот се одбележува уште од 1964 година. Печатар, копир, скенер, апарат за потребите на Сдруженијето на слепи лица од Лајонс клубовите од Битола. Ние не сме за сожалување, ние сме лица со посебни потреби. Беше пораката која ја пренесо на денешниот марш по повод меѓународниот ден на белиот стап. Весна Шеровска. Добро е што постои овој ден, меѓународниот ден на белиот стап. Така луѓето се сеќаваат на наслепите и ни даруваат нешто што за нас многу значи, вели председателот на Сдруженијето на слепи лица од Битола на денешниот марш по повод меѓународниот ден на белиот стап. Ние не сме некој ќе рече маргинализирана група, не сме за сожалување. Ние сме може да не наречат луѓе со посебни можности. Зошто? Ние може со очите не гледаме, али со срцето и со нашиот ум, што велат старите, сме може понапред и од другите.
Сашка Дојчиновска е 34 години, а својот вид го изгубила на 23 години. Работи во здравствениот дом во Битола и вели дека она што нив најмногу им недостига е комуникацијата. Јас разбирам дека не знаеш како да му пристапиш на слепо лице. Треба од мали да се во школата да има белото стапче, какво значење има, како да му пристапи на слепиот, како да му помогне. Ние не сакаме сожалување, ние само сакаме комуникација нормална со луѓето. Тоа е најважно кај нас. Не да се осеќаме како да ме треба да му помогнеш, па за жал греоте да му помогнеш. Не, ние сакаме комуникација. Кај мене проблем нема. Мислам, околината ме прифати најнормално, да, ама мораш самиот да се покажеш и докажеш дека функционираш нормално како секој човек, дека можеш да работиш се и любопитни ќе бидат од почетокот да разберат како успеваш. За да успееш во општеството, треба слепиот човек да си даде време, вели Дојчиновска. И дур да се вклопиш во околината како ќе те прифатат, требаше време. Мислам, сама треба да си дадеш време да почнеш да излегваш, да контактираш, да се дружиш. Сега и добро е што и имаме комуникации со околината, со луѓе, не да речам инвалиди, здрави нормални луѓе. Младите вработвањето, после битно е многу и прифаќањето на луѓето околу нас. Тоа е една битна работа. И помагала што ни треба да има помош, донации од Лајонс клубовите со донација за слепите како нивни заштитници. Заеднички се здруживме, собравме средства со тоа што ќе донираме еден печатар за потребите на Сдруженијето за слепи лица. Исто така ќе направивме уште некои донации од страна на печатење на материјали, донација од дистриктот 132, некои средства за патување на слепите лица каде што имаат надпревари. Од пред просторите на Сдруженијето на слепи во населбата Карпош во Битола, маршот продолжи до ресторанот Премиер центар, каде лајонсите приредија коктел, а военно беше врачена и донацијата од печатар, копир, скенер апарат за потребите на Сдруженијето. Слепите лица имаа можност да ги кажат проблемите со кои се соочуваат. 12 регистрирани случаи во Битола со трговија на луѓе. Ова се податоци за последните 3 години. Ги соопштија на дебатата по повод одбележувањето на Денот за борба против трговија со луѓе и легална миграција. Оливера Михајловска. Трговијата со луѓе во Македонија оди во нагорна линија. 12 случаи се регистрирани во Битола за период од 3 години. Оние кои ја работат оваа проблематика велат ги има и малолетни и полнолетни жртви. Можам да ви кажам дека за овие 3 години со 12 лица од Битола е работено, меѓу кои има и малолетни и полнолетни корисници на услуги, кои се поддржани со најразлични поддршки, тргнувајќи од психосоцијалната поддршка, правната помош, здравствена заштита. На секундарните корисници на нивните семејства обезбедувани се пакети со хигиенски производи, прехранбени артикли, запишувани се на курсеви. Така во Битола имаме и 4 кориснички услуги кои имаат завршено курсеви. Оно што мобилните тимови го работат е препознавање и спроведување на жртвите во процесот на општествена реинтеграција. Мобилните тимови се високо промовирани во локалните средини. Од тие причини и ги поврзуваме со бизнис секторот и со локалната самоуправа, што е и денешен настан кој еднаков пристап исто така го организира и со партнерство на Националната комисија за трговија со луѓе, која има децентрализирани 2 канцеларии, тоест 2 локални комисии, меѓу кои е една и во Битола. Битола, Куманово и Гостивар се 3 града каде се формирани овие комисии за борба против трговија со луѓе и илегална миграција. Значи, одевме од повеќе причини, меѓу кои е присуство на случаи на жртви на трговија со луѓе, присуство на високо ранливи категории и погранични места. Така да различно градовите се застапени. Битола не дека немаше ниеден случај, меѓутоа сепак ние тоа го зборуваме малку по-затворено, меѓутоа високоризични лица има.
Денешната презентација на резултатите од тригодишниот проект кој завршува во ноември е по повод одбележувањето на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе 18 октомври. Година и нешто функционираме ние, составени од 11 членови кои што се од сите институции кои што имаат допирна точка со оваа проблематика. Значи, зборуваме од општина Битола има 20 представници, координаторот за еднакви можности Вики Налевска и јас, од институциите Министерство за внатрешни работи, превенција, од трудова инспекција, од обвинителство и така натаму сите они институции кои што во оваа проблематика имаат допирна точка и во смисла на превенција и во смисла на пронаоѓање на жртвите на трговија со луѓе или илегална миграција, а и во оној постпериод кога е констатирана жртва, утврдено е тоа и во нејзина интеграција повторно во општеството, значи тука е вклучен и Центарот за социјални работи, и здравствениот дом и така натаму, значи скоро сите институции кои што имаат допирна точка со оваа проблематика. Акциониот план на Општинската комисија за борба против трговија со луѓе и легална миграција опфаќа повеќе сегменти, но приоритет се дава на едукацијата за овој проблем и реинтеграцијата на жртвите од трговија со луѓе. Малите фирми и јавните набавки. Според анкетите на Центарот за граѓански комуникации, многу малку овие фирми тргуваат со државата преку јавните набавки, каде годишно се трошат околу 1 милиарда евра. Микропредпријатијата не се подготвени за учество на пазарот на јавни набавки, кои што бара да имате информатичка опрема, да имате компјутер, да имате скенер, да имате принтер, да имате интернет, да имате лице обучено што знае тоа да го прави, да се регистрирате на електронскиот систем за јавни набавки, да знаете како да пополните тендерската документација и на крај да учествувате на електронска аукција. Сето тоа микропредпријатијата, значи збориме за предпријатија со 1, 2, 3 вработени мали, не го знаат, затоа ние сакаме да ги охрабриме, дел да научат преку нас, дел сами да почнат веќе посериозно да влегуваат на тој пазар, бидејќи на вистина за во некои општини тоа е единствениот начин за екзистенција. Има ли кај предрасуди кај ние не сме нивни и ќе го изгубиме тендерот? Има и такви предрасуди, дека долго време, знаете, малите набавки се правеа со 3 понуди. Ни многу фирми никогаш не добиваа понуда, барање да достават понуда. А сега има други пречки, да се регистрира, да знаат, еве земете автомеханичарски сервис. Тој што е цел ден во масло, рацете во масло, треба да знае да има компјутер и да знае да работи на компјутер, за да учествува на јавни набавки, да добие сервис на општината возилата, да ги сервисира, например. Значи, и предрасудите, односно, мислам дека и дел реални, дека не можат да добијат, но и неспремноста прави се заедно да не учествуваат во јавните набавки. Се разочарани од претходните тендери се откажуваат. Такви, барем од фирмите што учествуваат кај нас, нема многу. А генерално во истражувањето што го правевме и има доста што мислам околу 20% беа од фирмите што учествувале, но се откажале поради разни причини. Не добиле, имало сигурно и негде кај што гледале неправилности и се разочарани и затоа решиле веќе да не учествуваат на тој пазар. Млади ентузијасти од гимназијата Крсте Петков Мисирков од Демирхисар во рамките на матурските задачи по физика исконструираа неколку уреди за искористување на обновливи извори на енергија. Порталот Енергетска ефикасност пишуваше за нив, а веста ја презеди и српскиот портал за енергетска ефикасност. Маја Богоевска. Често се зборува за користењето на обновливите извори на енергија и како тоа да стане дел од секојдневниот живот, со основна цел зачувување на животната средина, но се останува на познавање на темата, наместо практикување. Колку се знае за бенефитите од користењето на сонцето или пак ветрот. Млади ентузијасти од гимназијата Крсте Петков Мицирков од Демирхисар во рамките на матурските задачи по физика исконструираа неколку уреди за искористување на обновливи извори на енергија. Порталот Енергетска ефикасност пишуваше за нив, а веста ја презеде и српскиот портал за енергетска ефикасност. Ѓорги Митревски, Марио Велевски, Јане Таневски и Христијан Здравевски, водени од страна на нивниот професор по физика Благојче Кривевски од Битола, изготвија сончев колектор за топла санитарна вода, сончев колектор за топол воздух, сончев шпоред и мини ветерница за производство на електрична енергија. Но она што е наинтересно е дека сите уреди се направени од веќе употребен материјал, реупотреба. Овој материјал да не беше употребен, ќе завршеше на некое ѓубриште, со што на сето ова се става и еколошка димензија.
Новачани ги кажаа проблемите пред градоначалникот Котевски, а Котевски го стави својот потпис на формираната интегрирана мрежа за развој на Пелагонискиот плански регион. Синоќа градоначалникот на Новаци оствари средба со жителите на селата Добромир и Новаци кои му ги пренесоа потребите и проблемите со кои се соочуваат. Жителите на Добромир побараа да се реши проблемот со појавата на глувци на земјоделските површини, да се тампонираат некои полски патишта, да се постави мост на бетонскиот канал кој врви низ селото, средство за забавување на брзината на сообраќајот пред училиштето, да се доизгради тениското игралиште и сооблекувалната, да се ограничи носивоста на тешките товарни возила кои се движат по регионалниот пат Новаци Добромири, додека пак жителите на Новаци побараа тампонирање на полски патишта, поставување на вага, организирање на откуп на жито, изградба на капела, асфалтирање на неколку улици во Новаци, доизградба на атмосферската канализација, пренасочување на водата кај стадионот бидејќи многу често се поплавувала и слично. Претходниот викенд градоначалникот се сретна и со жителите на Горно и Долно Агларци, Далбеговци и Рибарци, ги информираше за поголемите и покапитални проекти на општината како системот за наводнување, спроведувањето на топлификацијата и слично. А пак со поддршка на UNDP, Министерството за локална самоуправа и на Центарот за развој на Пелагонискиот регион, градоначалниците на општините Прилеп, Битола, Кривогаштани, Долнени, Ресен, Новаци, Могила, Демирхисар и Крушево подпишаа договор за формирање на интегрирана мрежа за регионален развој на Пелагонискиот плански регион. Градоначалникот на Новаци Котевски смета дека основна цел на ова вмрежување на општините од Пелагонискиот регион е унапредување на постоечката соработка помеѓу чинителите за регионален развој од сите сектори во Пелагонија, бизнис, јавен и невладен, преку воспоставување и администрирање на формално тело за соработка. Мажот е маж е најновата премиера на Мал драмски театар. Представата работена под текст на проекта во режија на Мартин Кочовски ќе се изведе во големата сала на Центарот за култура вечерва. Представата е заснована и изградена на 3 нивоа. Првото ниво го поставува прашањето што се наоѓа во центарот на идејата за спасот на човештвото. Дали е тоа индивидуата, силната личност или пак групирањето, општеството. И тоа представата предлага неколку можни алтернативи, а оставено на публиката да одлучи која би била правилната за едното совршено човечко општество. Второто ниво ја следи фабулата на главниот лик, кој е во една трагична дилема во потрага по својот идентитет и докажува дека идентитетот е многу променлива работа, една тема која е многу актуелна денес во Македонија. И третото ниво представува, тоа е формата на представата, тоа значи дека ова представа е деконструкција на традиционалниот театарски чин. Тоа значи дека јас ја разградувам формата театарската представа, традиционално која ќе речем, значи представите што може да се видат во националните установи низ Македонија, па можда низ Балканот, и ја сведувам представата на елементи кои ја создават. Тие елементи ги сведувам до суштина, до основата, до есенцијата и потоа повторно ги монтирам во една форма. Тоа се трите работи што ја раскажуваат цела порака на ова представа. За вриењето на Балканот зборувавме на почетокот на вестите, а врие и на далечниот исток. Врие и во Хонг-Конг, а Кина ја спасува Русија од економските санкции. И за други вести од светот по кусата пауза. Останете со нас. Концерт на Лука Лучини и Матео Фалони на Интерфест. Делегација од Трското музичко училиште во посета на Битолското. Доделени наградите од продажно-сервисниот центар на пневматици во Битола, Пневматик. Турски борбени авиони нападнаа позиции на курдските бунтовници во југоисточна Турција, објавија медиумите, што беше првиот поголем воздушен напад против бунтовничката група, откако пред 2 години почнаа преговорите за ставање крај на 30 годишниот бунт. Нападот се случи во време на зголемени тензии во Турција поради напредувањето на милитантите на Исламската држава во сирискиот град Кобани. Курдите во Турција ја обвинуваат владата дека не презема никакви мерки, додека во опколениот град од другата страна на границата се случува масакр на сириските курди. Новото насилство меѓу Турција и Курдистанската работничка партија покажува со каква комплицирана ситуација се соочува Турција, додека преговара за низината улога со САД и сојузниците на НАТО
во коалицијата против исламската држава. Кина ја спасува Русија од европските санкции. По 10 години сложени преговори, конечно е сигурно дека рускиот газ ќе потече кон Кина. Меѓу неколкуте десетици договори кои вчера во руската престолнија ги потпишале кинескиот премиер Ли Кечијанг и неговиот руски колега Димитри Медведев се наоѓа договорот за соработка неопходен за Русија за прв пат да почне да испорачува газ на Кина. Со тоа е потврден договорот постигнат во мај во Пекин, кој предвидува испорака на 38 милиарди кубни метри газ годишно во текот на следните 30 години, почнувајќи од 2018-та. Гасот ќе тече низ гасоводот силата на Сибир, чија изградба почна минатиот месец во Јакутија на истокот на Сибир. Станува збор за заеднички градежен потфат на Газпром и кинеската корпорација China Petroleum. Во Хонг Конг судири меѓу демонстрантите и полицијата. Во Хонг Конг денеска, како што јавуваат новинските агенции, дошло до најжестоките судири меѓу полицијата и демонстрантите, кои веќе 2 недели одржуваат продемократски протести. Во судирите имало и повредени. Демонстрантите, главно студенти, бараат целосно слободно гласање за лидер на Хонг Конг. Кина, која има контролата врз Хонг Конг, соопшти дека граѓаните можат да гласаат, но и Пекинг ќе предложи за кои кандидати. Светот ја губи битката против вирусот Ебола и не успеа да го сопре ширењето на смртоносната епидемија, предупреди представник на Обединетите нации на седница за Советот за безбедност. Еболата има голема предност во однос на нас, рече Ентон Банбери, шеф на мисијата на Обединетите нации задолжена за координирање на брз одговор за епидемијата на Ебола. Според неја, глобалниот одговор на Ебола мора да ги исполни зацртаните цели до 1 декември, да обезбеди околу 7000 кревети за лекување и 500 специјално опремени тимови за погребување, или светот ќе се соочи со ситуација без преседан, за чие решавање немаме пари. Бендели вери дека се на располагање само 4300 кревети за возрастни, а нема доволно медицински персонал да се грижи за нив. Според последната проценка на Светската здравствена организација, се очекува во Западна Африка од декември неделно да се регистрираат меѓу 5000 и 10000 нови случаи на заразени со Ебола. Еден маж загина во поплавите што деновиве ја зафатија Дженова, откако по силното невреме што го зафати овај италијански град, се излеа 3 реки, пренесува италијанската новинска агенција Анса. Телевизиите емитуваа снимки на кои се прикажани поплавите предизвикани од поројните дождови, придружени со силен ветер, кој ги преплавија улиците на Дженова, блокирајќи го градот и оставајќи без електрична енергија повеќе од 600.000 луѓе. Причината е голема материјална штета, откорнати се дрва, електрични столбови, оштетени се автомобили, а улиците се покриени со кал. Властите вчера наложија училиштата и продавниците да останат затворени. А какво време ќе имаме во наредните 5 дена од метеото на Тера? Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп.
Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Како ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Овде, почитувани гледачи, е крајот на денешниот актуел. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тиран.